Светската банка, истата онаа институција која што намали стапката на развој на Македонија, истата таа институција која што кажа дека владата има повторно лоша проекција или дека лаже дека ќе имаме степен на развој како што велат тие, малтене за 30% помалку. Сега бараме 20 милиони евра, плюс оние некаде околу 25 милиони евра од Меѓународната банка за обнова и развој Светска банка, кредит наменет за реализација на проектот за градење на ефективни, транспарентни и отчетни институции за управување со јавните финансии. Ја би рекол апсолутно потребен, основан, час поскоро да се спроведе во оваа држава. Зошто? Бидејќи Македонија веќе такви институции нема. Ниту отчетни, ниту транспарентни, ниту ефикасни. Нон-стоп го говориме тоа од оваа говорница. Нон-стоп за истото се укажува и од експертската фела. Сите тоа го констатираа, сите тоа го знаат, освен владата. Владата дури и денес ќе не убедува дека нашите институции се во ред, дека од нашите институции нема никаков проблем, дека тие работат ефикасно, транспарентно и отчетно. И при тоа, ниту еден момент нема да ви спомене за уредбите во време на воената состојба. Ниту еднаш нема да ја текне на памет да дојде пред ова собрание и да направи отчет што се случи со тие уредби. Зашто беа наменети? Колку пари не чинеа? Како се потрошија тие средства? Ниту еднаш. Затоа можеби институција нека од надвор, која што ќе има строга контрола на овие процеси, ќе донесе еден, можеби, малку надеж дека можеби ќе тргнат работите на подобро. Иако сомнежот е јасно изразен кај сите нас. Кај сите нас, бидејќи ниту еден тек во државата, ниту една активност, ниту една институција не бележи напредок. Секаде имаме уназадување. Наместо да градиме, оваа влада разградува. Имаме еден класичен процес на демонтажа на државата. Зошто го велиме тоа? Бидејќи со самиот заем, владата признава дека имаме неефикасни институции, дека и како треба да се вложи напор во овој сегмент на нашето секојдневие. Светска банка тоа го потврдува. Светска банка го потврди која намали проекцијата. Не е само тие. И ДЗР го потврди. Во извештајот на ДЗР, по не знам веќе кој пат да укажам, задолжително четливо за секој еден од нас, особено за представниците на мнозинството. Да се отворите и да видите како се трошат парите. Од тие мал број на институции што биле предмет на ревизија. Отворете внатре, 100 страници треба да пролистите кај што стои дека ЕСМ нема извештај каде им отишле 20 милиони евра од претходна една транша на помош е дадена. Идентичниот износ за кој што сега бараме пари од надвор. Идентичниот износ. Можеме ние многу повеќе како држава. Можеме ние многу повеќе како институции, но да не биде пориво за крадење, за злоупотреби и јаздисаност. Да биде насочен интереси таму кај што треба кон граѓаните, кон развојот на државата. Да беше така, немаше да имаме оваа констатација. После 6 години нивна власт имаме потреба од кредитна линија со цел да ги зголемиме ефикасноста, отчетноста и транспарентноста на институциите. Истата таа транспарентност каде што серија на институции кажа дека имаме проблем. Истата таа транспарентност која што и ДЗР исто така ја посочи како проблем. И во ковид кризата, и пред неа, и по неа. И за време на мигрантската, и на здравствената криза, и на енергетската, и сега и топлотната криза. Оваа држава, оваа власт има проблеми со транспарентноста. Имаме сомнителни набавки, имаме нејасен тек на средствата, имаме дори проблеми таму кај што не ги искористеност на средствата. И таму плаќаме камати огромни. Имаме проблеми со јавниот долг. Нема да ги споменуваме повторно поатоците од преходно што беа наведени за скупниот јавен долг, каде што веќе не станува критична ситуацијата. Станува збор за 25 милиони евра, кои што и како лесно можеше да ги произведе државата. Кога веќе говориме за тоа, ве молам, не е сега за време на буџетот, пред буџетот, проверете ги ставките колку пари се потрошија на нефункционални информатички системи.
колку пари досега потрошивме, оваа година колку потрошивме, колку трошиме на одржување на истите. За сега дополнително 20, односно 25 милиони евра ново задолжување да направиме. Ја ви тврдам дека тие средства и сега се трошат. Но за некој што мисли да ги насочи како што треба. Некој што му значи, што значи ефикасност во работењето. Каде што вложеното има полза. И 50 нека бидат. Со двете раце би го поддржал истото. Нешто што ќе донесе ефикасност, транспарентност и отчетност. Но оваа влада таква намера нема. Сомнежот во капацитетот на институциите, предводени од оваа влада, е јасен. Тие немаат намера да градат ефикасност, транспарентност и отчетност. Затоа ќе бидеме воздржани. Бидејќи нема да биде подобро. Нема поголема надеж освен превремени парламентарни избори. Замислете ја ситуацијата ако можевме да имаме со 20 милиони евра да се заштедат тие од СМ. Дополнете со овие 20. Колку полесно ќе излеземе од кризата. Дали сте ги виделе компонентите како што треба да се трошат овие средства? Првата подкомпонента. Дизернирање и спроведување на правната рамка за управување со јавните финансии. Прв чекор. Некој што ќе рече дека тоа требаше да го направиме уште пред 10, 15 или 20 години. Сега имаме констатирана состава дека треба да направиме рамка за управување со јавните финансии. И нормално дека ќе бараат рамка луѓето. Ние имаме вице-премиер кој што во официјални дописи ни кажува дека не го интересира што имаме даношна евазија. Укажуваме на предлог законско решение со кое што ќе се реши еден многу важен сегмент од работата на стопанството и угостителска дејност конкретно. Од таму добивме одговор. Ние знаеме дека тоа намерно се случува и знаеме дека се случува поради неплаќање на даноци. Па како сакате да имаме тоа? Проблем ли ќе биде за рамката? Проблем ли ќе биде системот? Проблем ли ќе биде интеграцијата за истото? Не, проблемот се кадрите што ги водат институциите. Некој што нема намера да се замара каде се трошат и како се трошат јавните средства, такви одговори ќе добиваме. И ова го земам често како пример, каде што најизразена е нивната неспособност, неодговорност и не знам како да го кажем. Зар мислите некој што таков одговор ќе ви каже, да, знаеме ние, тоа се случува поради тоа што прикриваат даноци, што не сакаат да плаќаат или го избрдуваат законот, некој ќе се грижи за транспарентност, отчетност и ефикасност. Се разбира. За правна рамка дискутираме. За јавни финансии. Збориме за правна рамка за јавни финансии, каде што од година за во рок од 6 месеци малте на 1 милиарда евра го зголемивте буџетот. Неосновано. И при тоа само дополнително задолжување имаме. Никаков ефект од истото. Народот живее полошо, фирмите работат уште потешко. Младите заменуваат. Инфлацијата расте, цените на храната малте неподносливи. Нема да ги редам и останете, немам време во излагањето. Но само ќе укажам уште една работа на колешките и колегите од мнозинството, преска беше укажано. Отворете го добро извештајот на Европска унија. Одличен чекор сте направиле. И прочитате здраво што пишува внатре. Што пишува во делот на сивата економија. Што пишува во однос на компетентноста. Видите ги препораките дали воопшто се дискутирани во ова собрание од претходната година. И размислите дали владата има капацитет нешто да постави од истите понатаму. Па ќе знаете дали е оправдан или не е оправдан кредитот и дали ќе има или ќе нема резултати од истиот во нивната работа. Со оваа власт нема да биде подобро. Може да биде само полошо. Ви благодарам. Има збор Гордана Силјановска, Давкова, повелете.